Почитувани гледачи, добар ден! Ве поздравуваме од еден прекрасен амбиент, прекрасно место во Македонија, тоа е Злетовско-Кратовскиот регион, поточно од рибниот ресторан Злетовица. Имаме едно навистина интересно изненадување за вас, затоа што ние секогаш нели сакаме да шетаме по нашата убава и прекрасна Македонија, да другаруваме со нашите пријатели кои што се верни гледачи на емисијата Вкусот на традицијата и да си споделуваме рецепти. Зашто? Затоа што оваа емисија е ваша и наша. Велам добар ден за нашата гостинка денеска токму во рибниот ресторан Злетовица, господјата Славјанка Златкова. Како сте ни? Добри ли сте? Добри сме. Добро, времето малку неврнежливо, али така, додека се оправи, сигурно додека се оправи, вие сте член на Сдруженијето на пензионери, на Пробишти, така? И исто така членувате во Весели пензионери. Се е весело кај вас, така? Нормално, се е весело, се е убаво. Играте, пееме, патувате, готвите, све поред. Ете така. Пензионерски живот. Така. Славјанка, ти ни се јави со желба да споделиш еден рецепт со нашите гледачи. Едни бомбици од наполитанки, така? Да. И како ми кажа Адријана, така, жените немаат време. Немат време на работа, од работа дома и обавези у куќа имат. Нели? Немат време, тоа е на брзина се спрема. На брзина, нели? За гости, за слави, за се нешто се наоди. Сите состојки што ќе ни ги кажеш ти сега за овие бомбици од наполитанки, речи си сите ги има дома. Сите, да, кажи ми, која куќа нема наполитанки дома? Секоја куќа има. Нели? Крем секоја куќа има. Секоја има бисквити, ораси и домашни ораси. Што си ти по професија? Што си била пред да се пензионираш? Ништо, домаќинка. Домаќинка, па тоа е најсилната и најмокната професија. Така? Да, така. Браво, супер, одлично. А кажи ми, овие бомбици од наполитанки, си се прават, нели, секојдневно можеш да си ги правиш? Кога им се јаде нешто благичко на фамилијата, немаат време, нели? На брзинка, така? Ова е таман рецепт, па посебно и за младите домаќинки. Точно. Па и за бабите што чуваат внучиња по цел ден, па немаат време, нели? Да. Сигурно. Ајде да видиме за овие бомбици од наполитанки за една доза што се ни е потребно. Еве, 100 грама иде бискоти, 100 грама мелени бисквити. Мелени бисквити, да. Добро. Сок од портокал 100 грама. 100 грама ореви. Ово е ореви за мелење. Ова се оревите 100 грама за вони. Во тесто. 150 грама наполитанки мелени. Наполитанки, не е важно какви крем. И 3 лажици крем. Значи еврокрем. Така било каков да, или агрокрем, или еврокрем, не е важно. Да, аерокрем, да. И сега што ни останува друго? Друго ни остава да ги направиме. Да ги направиме толку лесно и толку брзо, така? Така, прво ги ставаме бискотите. Бискотите, така ли ги викате тука? Да, плазма, бискоти, се исто тоа. Бискоти, така. така. Мелените ореви. Мелени ореви, значи треба да имате или мелени ореви или кокос настрана, за да можете да ги препелкате бомбиците. Така, ја ореви имаше. Ово е наполитанки, исто мелени. Наполитанките, леле, тие, изгледај, тие им дават посебен шмек, мирис на... И ово 3 лажици крем. 3 лажици, супени лажици. Така. Крем. Значи може кафеаво со бело, може и само кафе. Нема врска, може и само бел. Убаво ќе го извадите целиот крем од тањирчето. Тањирчето, да, за да се умеси со бомбиците. Така. И потоа го ставате сокот од портокал. Дали ова е цеден портокал или сок готов, купен? Па, ако имаш портокали, цеден сок ќе си ставиш, ако немаш, да си цедеш. А, например, што ќе се случи ако ставам газиран жолт сок? Ништо. Вкус некој ќе има, како арома. Значи може и газиран сок да ставиме, не мора да е джус од портокал. Така, може, да. Така. Кој не би сакал да го направи ова, кажи ме?
И сега постојат Секој. оние блендери, само ставиш Да, се во ставиш него него и готово. На брзина смелеш. Дури можеш Многу 100 брзо, грама да. ореви, 100 грама наполитанки, 100 грама бисквити во еден блендер да ставиш истовремено да се изблендираат, така? Да, еве сега со рака се така, меси, со да, рака за да се се меси. соединете и смесата. Да. Така. Сок ставаш да се соедини, значи нема целата чаша, помалку. Тоа зависи колку наполитанката ќе испие сок. Така ќе упива и бискотите, колку И ти е. бисквитата. Да, плазмата, Некои да. пијат повеќе, некои помалку. Точно. Не е важно, така? Не, значи не иде цела чаша, али по потреба се става. А некош може и цела чаша. Зависи. Да. Каков сокот е. Значи на раката ќе осетите до кога треба да Да се ставате месен, сок, да. Така. за да можеме може да формираме топчиња. топчиња. Така. Така. Но не само топчиња, драги гледачи. Можете од Може. ова да направите ролат. Ролат, Можете фигаро, коцка. може се да се направи. Нели? Може, Можат да. разни облици од ова. Може и све. како торта да се сече како парче, така? Може. Ако ставите дупла доза, на пример. Да, да. Ова е Може, баш се може. интересно, така, супер. Браво. Ова делува на вистина примамливо. Како ти сето ова го мислиш, мене така убаво ми мириса. Значи, ме тера... Да. Даш како ме тера вака да земам Да пробаш. да пробам, да. Ќе пробаш да се направа, Значи, ќе пробаш. Тестото го месите се додека не престане вака да се рони од Одвое страната. самото да тоа се одвои треба, да. Да се формира едно убаво хомогено тесто, Смеса, хомогена да. смеса. Точно. Сега гледате дека се уште се одвојува. Уште се одвојува. Значи уште треба да се меси, така? Така, додека е убаво да се умеси и аера крема. Да, така е, Да се така е. напушти. А јас подпрашувам многу прашања, ама тоа така ми доаѓа нели инстинктивно. Да, прашуваш, што те интересира. Што би се случило? Еве, доколку дома сакам да ги направам овие бомбици, а немам еврокрем. Дали можам, на пример, а имам мармалад? Може. Тоа ми Може, интересираше. а само Значи, повеќе може... ќе ставиш или ореве или плазма бискоти за да пие. тогаш... Да, така. Пошто кремо е густи, а мармеладо е пореток. Така, добро. Значи, да. Можете и со мармалад, само ќе додадете малку и мелени ореви За повеќе, и мелени за да се бисквити. за повеќе, Еве, скоро кома е готово, така? Или уште малку сок ќе ставиш? Не, добро е пак. Добро е? Растурат после ако се да. Аха. А потоа можете да ги препелкате и во мелени ореви, во кокос, мелени бисквити. Може, шо имаш и шо желба ти е. Така. Најчесто овие колачи се користат не само за секојдневна употреба, нели кога ви се... слави, така. за слави се За користат, слави, да, за убав ден, имендени. имен ден, роден ден и за се, за се нешто масата да е полна, да наставаш на масата све да е полна за да А посебно верувам дека овие колачиња, бомбички најповеќе ќе ги привлечат малите дечиња, нели? Да. Уф, што убаво мириса. Леле наполитанката си го направи своето. Да. Да. Значи тестото е више готово. Сега може да се валкат бомбиците. Така. Ајде сега и јас ќе ти помогнам. Раците ги изме пред почетокот на емисијата. Сега ти си сакаш колку да си правиш. Еве, тука ги валкаме. Еве, те. Да. Еве во. Така. Значи едно по едно. Да. Се валка. Така. Супер. Значи, ние сега ќе ги направиме овие бомбици, а инаку господјата Славјанка дојде со низините пријателки. Една е од Злетово, една е од Пробишти. Сите заедно сега ќе седнеме да ги пробаме. Така, да ги пробаме колачињата. Инаку Славјанка ми рече, вика, ние секаде си одиме заедно. Дали снимаме емисија, дали се шетаме некаде. Дали на екскурзија, дали на прошетка. На екскурзија си одите заедно. Па колку ви убав пензионерскиот живот, нели? Да, па нормално треба да го живееме. Така, да. Ајде, ти прај ги, а јас ќе ги препелкам во... Може. Така.
Ете, супер. Одлично. Значи, чудесија прави ова вкусот, мирисот на наполитанката, верувај ми. Значи, нешто прекрасно е, прекрасно. Супер. Сега се спремаме, ќе си ја поставиме масата, може би една чашка винце со ова, нели? Иде, да. Да си наздравиме, за здравје, за живот и за убаво. Откако ќе ги испрепелкаме, се собираме сите на трпезата, за да ги пробаме овие прекрасни бомбици. И супер, ова е одличен предлог за нашите гледачи, гледачки. Знаеш дека сите ќе го прифатат овој рецепт? Ако нека прифатат. Па да. Значи, не само рековме како бомбици, може и како торта да ви излезе. Што сака да се прават, да. Или 2 пати, или 3 пати зголемете дозата. Може дозата да се зголеми и да се прават и за повеќе, значи. Да, сигурно. Ете така. Супер, драги гледачи, со вас се гледаме сите на трпезата кога ќе се собереме и кога ќе бидеме готови. Еве, веќе сме при самиот крај. Уште 3 имаме, така. Не чека нашето добро друштво тука во ресторанот Злетовица. Ете, драги мои, колку може еден ден да ви се разубави кога сте со добро друштво. А посебно кога имате добар, прекрасен рецепт на денот. Ние, затоа што се наоѓаме на рибниот ресторан Злетовица, кај што ќе си јадеме пастрмчиња, а крапот веќе ни се пржи таму во кујната, Васка, газдарицата, она како го пржи во тие бакарни тави, пинџур имаме со варени компири, па баница, Славјанка, мојата другарка, ги направи бомбиците за да ни бидат на крајот на ручекот. Но ќе ги јадем и со нашата пријателка Благица од Пробиштип, така ли? Ти си ни секогаш морална поддршка, а ни направи, Бога ми, и многу убав зелник ни направи. Ајде сега да ги пробаме бомбиците. Ајде да видиш другарка ти што направила. Јас знам. Ти знаеш. Мојата пријателка никој пат сумња нема. Така е. Ајде да ги пробаме. Наполитанки да јадеш исто. Славјанче, да ти се рацете познато. Леле. Многу се вкусни. Леле, убајна. Значи, чудо од бомбици. Вакви до сега неам јадено. Да си здраве. На здраве нека ти е. Да си здраве и жива, пак да ни дојдеш во вкусот на традицијата и да ни донесеш некој рецепт. И тебе ке те чекаме, Благица. На здравје нека не е. На здравје и на вас, драги мои. Како велат, се размножува кога се дели. И парчето леп кога ќе го размножите, кога ќе го поделите, ќе ви се размножи. Ете така, на здравје.